Така е, Иван, во мобилното студио на телевизија Нова. Овде сме со лидерот на граѓанската опција за Македонија, Гром Стефче Јакимовски. Денеска одржа од Гром пресконференција. Јакимовски лично одржа пресконференцијата. Повод беше оние обвинувања и митингот што вчера го одржа социјалдемократите во скопската населба Карпош и обвинувањата што на негова адреса ги упати опозицијскиот лидер Зоран Заев. Господин Јакимовски, добар ден, ви благодарам што сте дел од ова издание на вестите на телевизија Нова во нашето подвижно и мобилно студио. Како ги коментирате еве овие обвинувања што токму на ваша адреса ги упати лидерот на СДСМ? Прво, местото на одржување на митингот беше во Карпош, ама немаше карпошани. Имаше отприлика 300 покиснати граѓани донесено од цело Скопје и навистина е жалосно за Социјалдемократскиот сојуз. Тој не упати никакви обвинувања до мене, туку само обични навреди. Се однесува како да е групиран боксер. Познавачите на боксот велат дека е најопасен групиран боксер, меѓутоа групиран политичар е за жалење, кој што навредува се живо, и фамилија, и деца, и мојата мајка која има скоро 80 години и која се наоѓа во моментов на болничка постела. Сметам дека го допре дното и политичко и човечко, очигледно во една хистерија, во едно дерење. Постои една кинеска поговорка која што вели ако си во право зошто се дереш. Зоран Заев вчера се дереше во отсуство на аргументи, очигледно е соочен со времето, нема доволно време да си ја заврши работата, а неговиот нарачател Чадорот нормално дека е незадоволен од она што тој го испорачува према граѓанството во Република Македонија. Не упати никакво обвинение до мене, туку само навреди, но карпошани остануваат покуси за одговорот. Ми бараше ли мито или не? Тој не нарекува бандити и јас не можам да разберам како тој нас не нарекува бандити кога тој снимен на телевизија даден како бара мито и ги праќа парите ке брат му Вице. Не знам како не нарекува бандити, зашто не јас од него, туку тој од мене бараше 250.000 евра и кога ќе му го покажам ливчето што ми го даде со кој што распоредот каде кои пари треба да се уплата, мислам дека сите графолози на овој свет нема да му помогнат. Тој остана за тоа должен да им одговори на граѓаните на Карпош и едноставно и на граѓаните на Струмица да им одговори точно ли оваа година дека има само 34 проекта, а јас, односно ние во Карпош имаме 319 проекти. Господин Јакимовски, седми ден како тече изборната кампања, можевме да забележиме некоја заострена реторика. Што очекувате понатаму да се случува? Очекувате ли понатаму да има некој ваков тип, како што велите, навреди од страна на опозицијата? Видете, тоа е својствено за Социјалдемократскиот сојуз. Јас мислев дека таков тип на навреди изрекува само Бранко Црвенковски, меѓутоа очигледно дека тие менуваат лидери, меѓутоа својата нарав не ја менуваат. Тие во 2013 година во раните утрински часови постојано се јавува на моите деца, од кои што едното дете тогаш ми беше малолетно, и денеска Сенат Смаиловиќ, тој што им се јавуваше, им се закануваше на моите деца, се наоѓа на високото 9-то место во изборна единица број 2 како награда за неговиот кукавички однос во тие моменти и очигледно Заев дека таа е матрицата на Социјалдемократскиот сојуз, сите такви бедници да ги стави на листа кои што се негови истомисленици, кои што очигледно влегува во една хистерична фаза, соочен со фактот дека ги губи изборите и дека остануваат помалку од 15 дена до судниот ден, кога се ќе биде јасно како ден што би рекле дека овие избори ги губи и дека од граѓанството нема поддршка. Очигледно дека тој провоцира, дека дури и навредува, меѓутоа мислам дека владеачката коалиција за подобра Македонија треба мирно да ја истера оваа кампања за да работите си дојдат тамо каде што треба, без навреди, без пуштање на нивото и дното како што тој го допира и човечкото дно, туку напротив во една мирна сталожена кампања во која што ќе се образлага програмот и она што ќе се работи наредниве 4 години, а очигледно дека оваа коалиција не само што предлага програми, туку и ги остварува своите програми и дава за тоа отчет пред граѓаните.
Така, ви благодарам господин Јакимовски. Така, Иван, еве ова беше разговорот со лидерот на Гром Стефче Јакимовски околу оние обвинувања кои што на негова адреса ги упати опозицијскиот лидер на СДСМ Зоран Заев од синоќешниот митинг одржан во Скопски Карпош. Студио